Струшките села масовно се празнат, остануваат по старите, додека по младите жители заминуваат во Западна Европа и САД. Жителите раскажуваат дека некои од поголемите села се и до 60% иселени. За тоа говорат спуштените ролетни, затворените прозорци и катанците на врати на многу куќи. Од моето семејство, ние сме 24 членови. Од 24 членови сме останати во село само петорица. Сите сме во странство. И секој ден бегат младиве. Од село Радолишта немаме од 5000 жители, немаме 2000 жители тука. Стружани сметаат дека бројот на иселени е далеку поголем од официјалните бројки. Тоа е нереален број. Најмалу тука треба да биде некои 30.000. Ако се направи споредба на резултатите од последниот попис и оној во 2002 година, ќе се види дека бројот на жители во Струга се намалил за 12.396, односно за речиси 20%. Тоа е како цел еден помал град да се одселил. Денес општината брои 50.980 жители. Ова може да доведе и до други негативни ефекти. Во основното образование имаме 5311 ученици, додека во средните школи имаме 2092 ученика. Тоа значи дека за некоја година ние ќе треба да работиме со пола од капацитетите со кои што располагаат овие училишта, затоа што бројот на ученици во следните години драстично ќе се намалува. Ако не се преземат конкретни мерки, тогаш бројките на следниот попис ќе бидат уште попоразителни. Мене повеќе ме загрижува таа тенденција во последно време, последниве 5-6 години, каде што веќе финансиски ситуирани семејства во целост си заминува во западноевропските земји, барајки подобар квалитет на живот, а не подобра финансиска состојба. Но сите оние мани што ги имаме како општество, кои што произлегуваат од досегашното действување на сите политички партии досега, допринесоа ние да се соочуваме со една ваква тенденција на која што и во наредните 10 години не гледам дека би престанала, можеби би се зголемила. Државата во текот на сите овие години, од кога се појави ова како феномен, можностите кога се појавија за иселување, не презеде нека посериозна стратегија за задржување на младите. Ова може да биде причина и за уште поголем недостаток на работна сила во иднина. Струга, ние во летна сезона немаме доволно работна сила да им понудиме добар сервис на гостите. Значи, очигледно ќе биде уште подраматично. Луѓето мора да се ценат според квалитетот, а не според партиската припазност, вели Джемаиловски. Да не морат да бидат политички определени за да бидат вработени некаде во некоја јавна државна институција. Изминативе 30 години ние не направивме институции во кои што можат младите луѓе да веруваат и да останат тука. Според поратоците од пописот, Струга е на трето место во државата, веднаш зад Гостивар и Кичево, по бројот на иселување во последниве 2 децении. Од Струга, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.